Македонската карате репрезентација имаше одличен настап на Балканското првенство кое се одржа во Истанбул, Турција. Вкупно нашите каратисти освои 11 медали, од кои 6 златни, 2 сребрени и 3 бронзени медали во дисциплините кумите и кати и се веда за домаќинот Турција кој освои севкупно 46 медали. Јас се вратив со 2 златни медали, најпрво во поединечна конкуренција каде имав 5 борби, сите успеав да ги победам, најпрво во првата борба против Србија, потоа Турција, Хрватска, Црна Гора и финалето над првачот Косово. Но исто така освоивме златен медал, јас и Жарко Арсовски од кратек ловоч тип учествувавме во екипна конкуренција каде што имавме доста тешки борби, победивме доста добри селекции како што се Србија, Хрватска и Босна и Херцеговина. Ова еден добар, видовме дека е нашата моментална форма и еден добар мотив за следното европско првенство кое не очекува во месец мај. Ни преостанува повеќе од еден месец да се подготвиме максимално и да се представиме на едно високо ниво на ова европско првенство. Каде ќе се одржи европското првенство? Европското првенство ќе се одржи во Нови Сад, Србија од 10 до 15 мај. До крајот на годината календарски кои позначајни меѓународни надпревари ги очекува? Вака оваа година откако каратето влезе во олимпиското семејство, агендата на турнири е доста збиена. Имавме доста надпревари како што се премиер лигите. Ете во Дубај освоив сребрен медал, сега овде Балканското првенство. Сега не очекува европско првенство, оваа година имаме и светско првенство и многу премиер лиги. Сето тоа е квалификација за Олимпијадата во Токио. На добар пат сме, верувам дека понатаму ќе продолжиме успешно да се представам сами од себе си, како и државата, како и градот Штип, и се надам дека 2012 година Македонија после подолго време ќе има учесник на Олимпијадата со обезбеден нормално и борба за медал. Покрај Емил Павлов и Жарко Арсовски во составот на македонската репрезентација, која стана балкански шампион во екипна конкуренција, беа уште и Берат Јакупи, Ненад Келевич, Виктор Крстевски, Мартин Несторовски и Петар Спасеновски.